Среда, 3 април, кратки вести во 12 часот. Македонија е пред двојни избори кои на моменти во Охрид според жестината и темите заличија и на локални. Политичките субјекти се позиционираат кампањата, иако неофицијална, како да е во полнек. Останува уште да се испочитуваат правните норми и рокови и да започне и самиот процес. До Државната изборна комисија заклучно со 2 април до 24 часот пристигнаа вкупно 17 листи на кандидати за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат на 8 мај. Државната изборна комисија по приемот на листите утврдува дали истата е поднесена во утврдениот рок и составена во согласност со одредбите на изборниот законник, како и дали кандидатите ги исполнуваат условите предвидени во Уставот и изборниот закон. Информацијата дека е во тек рехабилитација и поправка на државниот пат Р1301 на делницата Охрид Свети Наум е помеѓу најкоментираните на нашиот Facebook профил изминативе 24 часа. Делницата Охрид Свети Наум со децении не беше рехабилитирана, иако е еден важен крак од аспект на туризмот, но и крак кој не поврзува со соседна Република Албанија, информираат од јавното предпријатие за државни патишта. Читателите на Охрид Прес бараат итно и суштински да се среди овој патен правец и потсетуваат на бројните ветувања стари и повеќе од 10 години за проширување на оваа делница. Овој патен правец е во исклучително лоша состојба и е едно од главните барања на граѓаните за проширување и средување на истиот, за да може нормално да се одвива сообраќајот. Сите учесници во сообраќајот од денеска ќе можат да го користат електронското плаќање патарина и на наплатната станица на коридорот 8, односно на автопатот Скопје-Тетово. На овој патен правец најнапред во функција за електронска наплата е ставена наплатната станица Глумово. Граѓаните што сообраќаат низ оваа наплатна рампа може да ги користат бенефитите од системот М-карта и М-так. Исто така на наплатната станица може да се набават и да се надополнат овие електронски картички, информираат од јавното предпријатие за државни патишта. Во најскоро време се очекува за електронска наплата да биде ставена во функција и наплатната станица Желино. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 17 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.